Битола е повторно во центарот на светската фолклорна сцена. Со свечено дефиле низ широк сокак почна 56-тото издание на фестивалот Илинденски денови, кој годинава обедини повеќе од 1300 учесници од 34 ансамбли од Македонија и целиот свет. Публиката ќе има можност да ужива во десетици концерти, изложби, работилници и културни настани под мотото «Точка на поврзување». На фестивалската сцена ќе настапат ансамбли од Соединетите Американски држави, Кина, Венецуела, Грузија, Холандија, Шведска и многу други земји, представувајќи ја богатата традиција и фолклор. Илинденски денови и ова лето ја претвораат Битола во место каде што музиката, играта и културите се спојуваат во единствен празник на традицијата. Најголемата и најстарата хрватска издавачка куќа Кроација Рекордс доби нов директор. Од 1 јули компанијата ја предводи Марио Ковач, долгогодишен музички менаџер со повеќе од 2 децении искуство во дискографијата, телевизијата и музичката продукција. Ковач најави дека ќе се фокусира на дигиталниот развој, откривање нови музички таленти и јакнење на позицијата на домашните автори и изведувачи на регионалниот и светскиот пазар. Со неговото назначување, Кроација Рекордс ја продолжува својата стратегија за модернизација и дополнително зацврстување на лидерската позиција во музичката индустрија. Светски познатиот виолинист Стефан Миленковиќ на 6 август ќе настапи на сцената на Охридско лето заедно со камерниот оркестар Профундис во уникатен концерт под светлината на илјадници свеки во предворието на црквата Света Софија. Публиката ќе ужива во дела од Чајковски, Сен-Сан, Вон Вилијамс и Сарасате во амбиент кој ветува незаборавно музичко доживување. Маестра Ѓургица Дашиќ и Миленковиќ најавуваат вечер исполнета со врвна уметност, силна музичка енергија и магична атмосфера, како дел од 66-тото издание на фестивалот Охридско лето. Љубителите на филмот викендов ќе можат бесплатно да уживаат во 2 француски филмски проекции под отворено небо во културно-едукативниот центар Лабораториум. Во рамките на фестивалот Скопје вибрира, вечерва е на програмата филмот Повторно раѓање, а утре вечер ќе биде прикажан романот за Джим. Двете проекции почнуваат во 21 часот, а организаторите ги повикуваат посетителите да пристигнат порано, поради ограничениот број места. Настанот се реализира со поддршка на Францускиот институт во Скопје и е дел од богатата летна културна програма на фестивалот.